Ова е селото Цапари, познато по манастирот Света Петка. Патот не води во дворот на баба Дана, која што секогаш насмеана и позитивна ни посакува добре дојде уште од вратата. А во нејзиниот двор има се и сешто. Ви ги представуваме потполошките или препелиците. Тие се птици од родот под семејство на еребиците, а во склоп на семејството на фазаните. Оваа птица е најраспространета низ Европа и Азија, но ја има и во Македонија. Потполошките се хранат со семиња и инсекти. Птицата е многу тешка да се забележи, бидејќи постојано се крие по зеленилото и многу често се колеба дали да лета и предпочита да ползи. Потполошката често се лови и како дивеч. Јајцата од потполошки се користат веќе илјадници години во народната медицина на источниот свет, затоа што нивниот состав позитивно делува на нервниот систем, срцето и крвотокот на човекот. Делотворноста на ова мало јајце првенствено е резултат на неговиот хемиски состав. Во однос на кокошкиното јајце, јајцето од потполошка содржи 5 пати повеќе фосфор, 7 пати повеќе железо и 10 пати повеќе различни витамини. Јајцето од јапонската потполошка е вистинска мала енергетска бомба, а сепак едно јајце содржи само 15 калории. Според нутриционистите, користењето на овие јајца е најпожелно за децата. Уште еден неодолив есенски деликатес е костенот. За среќа низ македонските села можат да се најдат многу дрва со костени. Дали знаевте дека костенот може да се јаде варен, печен или во форма на пире? Печените костени се продавале на улиците во Рим уште во 16 век. Денеска во Скопје, како и во многу други метрополи, можете во есен да го почувствувате специфичниот мирис на печен костен на градските плоштади. Американците традиционално на денот на благодарноста мисирките ги полнат со пире од костен. Ако пак патот ве одведе во Италија или Франција, обавезно пробајте ги вкусните сладки марон глейс, кои се всушност карамелизирани костени варени во овошен сируп. Следен предизвик за Марко беа шери домаќињата. Овие домаќиња се предци на првите домашни домаќиња и потекнуваат од Мексико. За разлика од кај нас, каде започнаа да се употребуваат од пред неколку децении, во САД овие домаќиња се популарни уште од 1919 година. Нивната форма може да биде како сфера и како топча. Се користат често за дизајн по ресторани, зашто прават храната да изгледа попримамливо. Но се и многу поздрави од обичните домати, затоа се и поскапи. Најубаво е кога се во твојот двор, каде можеш еднаш неделно да си собереш свежи вкусни домаќиња и да уживаш во истите. Токму тоа го направивме и денес, благодарение на Марко, кој ни собра еден куп шери домаќиња за салатата за неделниот ручек. И секако во градината на баба Дана пронајдовме уште едно многу здраво овошје, а тоа е малинката. Малинките обезбедуваат калиум, а тоа е од големо значење на работата на срцето и го намалува крвниот притисок. Тие исто така содржат минерал наречен манган, кој е неопходен за здрави коски и кожа и помага во регулирање на шеќерот во крвта.
Малинките се едни од најздравите овошја за децата. Затоа, секогаш кога сте во можност, каснејте си. Иако дунките се многу здрави, сепак тие не се најомиленото овошје на Марко. Иако не ги јаде често, сепак ужива да ги удира од дрвото и потоа да ги собира за ние да можеме да ги складираме за зимата. Дунките не само што имаат убав вкус, туку и прекрасно мирисаат. Една од нашите омилени есенски активности е берењето на капинки. Тоа е забавно и едукативно. Овој пат собравме цел сад со капинки во кои подоцна и уживавме. Грозието е едно од најомилените овошја на Марко, а во градината на баба Дана секако имаше и грозија. И за крај тука се тиквите, а тиквата е символот на есента.